Добар ден, Кратово. Секаде каде што одиме и во нашата трета изборна единица во верниот исток на Македонија, но и секаде во сите градови и во сите села, уште сега се гледа победникот на изборите на 11 декември. Нема дилема кој ќе победи. Останува уште една недела да си изработиме и да дојдеме до бројката од 63 пратеници. Гледам нивниве рейтинг агенции кои што прогнозираат анкети, веќе тие самите кажуваат дека СДСМ ќе изгуби. Истите оние агенции кои што пред 2 години прогнозираат дека Пендаровски ќе го победил Ѓорги Иванов, а на резултатите со 200.000 гласови изгуби, денеска тие па викаат ВМРО води, ама малку води. Чим тие викаат ВМРО води, разликата ќе биде огромна. Почитувани кратовчани, јас сакам да ве подсетам на една политичка партија која што ветуваше уште во 94-та година дека ќе направи пруга до бугарската граница. Сакам да ве подсетам на една политичка партија која што уште во 94-та година ветуваше дека ќе направи пат од Велес за Прилеп преку Бабуна. Сакам да ве подсетам на една политичка партија која што 97-та година велеше дека ќе расчисти со криминалот во ТАТ и ќе им ги врати парите на луѓето во Битола. Сакам да ве подсетам на една политичка партија која во 2002 година ветуваше по едно работно место во секоја фамилија. Дали се сеќавате на таа политичка партија? Тоа е Социјалдемократскиот сојуз, која што е партија што нема исполнето ниту едно свое ветување пред граѓаните во Македонија. СДСМ нема исполнето ниту едно единствено ветување спрема граѓаните. Денеска ветуваат просечна плата од 500 евра, а во фирмите на кланот Заеви даваат 10.000 денари. Денеска ветуваат минимална плата од 16.000 денари, а во фирмите на кланот Заеви даваат 10.000 денари. Денеска ветуваат поврат на данок, а во Струмици 11 години од кога Зоран Заев е станат градоначалник нема поврат на ниту еден денар, нити за данок за имот, нити за данок за промет на недвижности, нити за комуналните давачки. Денеска ветуваат се и се што како што ветувале со години наназад. Но овој народ знае и памети дека СДСМ нема исполнето ниту едно свое ветување пред граѓаните на Република Македонија. Затоа овој народ и на овие избори уште поодлучно и уште појако ќе ги казни и ќе ги прати таму кај што им е место. Во опозиција, но во длабока опозиција. Почитувани кратовчани, она што овие избори ќе ги направи различни од сите други избори е тоа што на овие избори со оваа коалиција, со овие лидери на коалицијата се обединети сите роми во Македонија, сите турци во Македонија, сите срби, сите власи, сите бошњаци, но и сите македонци и сите македонски политички партии кои себе си се сметаат за патриотски. Заради тоа оваа победа ќе биде голема. Никој во оваа коалиција не сака бинационална држава. Никој не сака федеративна или кантонална држава. Никој не сака двојазична држава. Ние сакаме на сите граѓани во Македонија да им помогнеме да живеат подобар живот, да отвориме фабрики, да отвориме работни места, да направиме асфалтни патишта до секое населено место. Дали без разлика дали таму живеат македонци, албанци, турци, роми, власи. Сакаме да направиме пристојни услови за образование на младите генерации. Сакаме да поделиме земјоделци на сите граѓани без разлика на нивната национална или верска определба. Но за сето тоа не ни треба нити двојазичност, не ни треба нити кантонално уредување, нити федерално уредување, нити проширување на Охридски рамковен договор, а најмалку промена на Уставот на Македонија. Ни треба работа, работа, работа и ни требаат луѓе кои што стојат зад својот збор.
СДСМ не е партија која што стои зад својот збор. Нема исполнето ниту едно ветување. Почитувани граѓани, на што сема крај од оваа изборна кампања. Видовте дека минатите 10 денови дојдоа двајца министри за надворешни работи на земји членки на Европската Унија. Видовте дека дојдоа многу пратеници од Европскиот парламент, кои што ја поддржаа оваа коалиција, ја поддржаа Република Македонија и ни порача една работа. Издржете на патеката по која што сте тргнале. Издржете и зачувајте си ги карактеристиките на вашата држава, на името, на македонскиот јазик, на идентитетот, на економскиот напреток кој што го правите вие. Штом нашите пријатели од странство ни го порачуваат тоа, ние имаме одговорност да одговориме на овие избори со уште поголема победа. Затоа, почитувани граѓани, велиме, на 11 декември не се само избори. 11 декември е референдум за унитарна, суверена и единствена Македонија. Да сте живи и здрави, да живее Кратово, да живее Република Македонија. Гласаме за број 1. Благодарам.